Ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц предупредува дека земјава може да ја пропушти важната можност за напредок кон Европската Унија. Ќе ми биде жал и за земјата и за граѓаните на Македонија ако владата не ја искористи можноста што е создадена сега околу приклучувањето на Европската Унија. Проблемот не е само во вклучувањето на бугарите во Уставот, туку и во неостварената реформска агенда, посочи во интервјуто за Euronews на бугарски јазик Томас Вајц. Тој додаде дека во моментов не гледа никаков напредок и никакви реформи во земјата и потенцира дека е изгубена цела година. Поранешната обвинителка Вилма Русковска реагираше на најавата на Јане Ченто, еден од осудените за крвавиот упад што се случи во собранието на 27 април 2017 година, дека ќе поднесе кривична пријава против неа. Моите родители крвареле за оваа држава. Мајка ми била во бугарски затвор, татко ми ранет го закопавме со бугарски куршум, па не може Јане Ченто да ја сака оваа држава повеќе од мене. Мајка ми на Сремски фронт била ранета е на Сремскиот фронт, кој му дава за право дека тој ја сака оваа држава повеќе од мене, вели за Слободен печат поранешната обвинителка Вилма Русковска, откако Јане Ченто најави дека денеска напладне ќе поднесе кривична пријава против неа. Јане Ченто заедно со дел од обвинетите за овој случај кои потоа беа амнестирани, како што и најави така денеска поднесе кривична пријава против Русковска до јавното обвинителство за попречување на правдата и за злоупотреба на службената положба. Во изјава за медиумите тој рече дека доставиле докази кои го доведувале во прашање начинот на кој била водена истрагата и текот на судскиот процес. Всушност обезбедиле изјава од еден од сведоците заверена на нотар дека дал лажен исказ во постапката. Здравствениот инспекторат го излажа Слободен печат дека немале представки за ботокс од пациентки. Државниот здравствен инспекторат во петокот на прашањето на Слободен печат дали добиле представки од жени во Македонија за компликации после аплицирање ботокс и филер, одговори дека не добиле. Нашата редакција го пренесе таквиот одговор до јавноста, но веќе наредниот ден доби и представка со алармантни наводи упатена токму до овој инспекторат, а која датира од 9 февруари 2026 година. Пациентката, чиј идентитет е познат на нашата редакција, а исто така познат им е и на ДСЗИ, 2 години трагала по причините зошто целиот нејзин живот се променил откако и бил аплициран козметички ботокс во Скопје во приватна здравствена установа. На ДСЗИ им се обратила затоа што жената што ја боцкала со ботокс на Инстаграм се представувала како докторка, но во реалноста по проверките во лекарската комора пациентката добила одговор дека лице со тоа име и презиме не фигурира во регистарот на издадени лиценци. Пратениците од Европскиот фронт денеска во собранието најавија иницијатива за собирање пратенички потписи за иницирање на уставни измени. Иницијативата, како што посочија, се заснова на уставната можност според која предлог за измена на уставот може да поднесат најмалку 30 пратеници. Тој, како што нагласи, посебно упатува повик до пратениците од владеачката Влен да ја поддржат иницијативата, со што ќе ги материализираат ветувањата дадени пред граѓаните за продолжување на евроинтегративниот процес. Еврото добива нов изглед по повеќе од 20 години. Се приближува важен момент во процесот што ќе доведе до нов изглед на евробанкнотите. На крајот на април оваа година истекува рокот за меѓународниот надпревар за дизајн на идната серија, со што започнува клучна фаза на промени што ќе бидат видливи во секојдневниот живот на граѓаните низ цела Европа во наредните години. Промената има за цел да го освежи изгледот на банкнотите по повеќе од 2 децении од нивното воведување, а воедно да ги задржи високите стандарди за безбедност, достапност и еколошка одржливост.
пукањето на вечерата на Сдруженијето на дописници од Белата куќа се чини дека е трет обид за атентат со кој се соочи Доналд Трамп по инцидентите во Батлер, Пенсилванија во јули 2024 и во неговиот голф клуб во Флорида во септември истата година, пишува BBC. Ново интервју за 60 минути за CBC News. Трамп изјави: "Не бев загрижен. Го разбирам животот. Живееме во луд свет." CBC News објави запишан документ за кој се верува дека е поврзан со осомничениот Кол Ален, во кој се наведува дека сакал да ги таргетира членовите на администрацијата на Трамп од највисоко рангираните до најниските. Москва денес беше погодена од доцно пролетна снежна бура, со откажани летови, дрвја искорнати од тежината на снегот, а властите апелираат на предпазливост. Рускиот метеоролошки центар прогласи портокалово ниво на тревога за главниот град, кој е во сила до вторник наутро. Големи снежни наноси се формираа во предградијата на главниот град, а паркираните автомобили се покриени со неколку сантиметри снег. Според руските медиуми, десетици летови на московските аеродроми беа откажани или одложени, а аеродромот Внуково беше најтешко погоден. Ова беше се во денешното издание на Попладневните вести. Имајте убаво попладне, утре се гледаме повторно. Пријатно.